Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 61-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија посветена на актуелни и квалитетни ТВ серии. А денес ќе ви говорам за една модерна епидемија која се разви на американско тло, благодарение пред се на алчноста на мултимилионските корпорации кои имаат намера да капитализираат од болката на јадниот народ. Нивните мегаломански и пред се опортунистички цели ги остварија со создавањето на зависниот опијат оксиконтон, кој што присилно го наметна на здравствената комора, манипулирајќи ги пред се со лажни позитивни тестирања на лекот, инсистирајќи да се расшири употребата на истиот кој што става нова генерација на зомбија во преден план, односно зависници кои не може да се ослободат од потребата за поголеми и поголеми дози на конзумирање на лекот, кој станува болест која е тешка за лечење. На тој начин корпорацијата си создаде еден свој постојан клиент, кому само ќе му ја зголемува дозата, за да се ублажи болката која што иницијално ја има, предизвикана во дадениот случај од лекот, наменет за лечење на болка. Иронијата која што може да ја забележите е составен дел од серијата Dopesick, за која е посветена 61-та епизода на ТВ 103, а на почетокот на епизодата слушнавме 4 композиции од албумот Rockout, односно станува збор за Feeling Love, Rockout, Only Way и Metal and Fire, односно станува збор за композиции на сега веќе установениот и култен рок-н-рол бенд кој што е Wolfmother, кој се препознатливи баш по нивниот неприкосновен бунтовен дух. Ова е нивниот, односно бенд кој што ни доаѓа од Сиднеј, односно австралијански рок-н-рол бенд кој што го издаде изминатиот месец својот 6-ти албум именуван како Rockout, со едно препознатливо synthwave лого пред се и дизајн, навраќајќи се на нивните корени, односно на хард рок влијанијата кои што ги поседуваат, со оглед на тоа што се доста блиски до Black Sabbath провинцијата и на Led Zeppelin, таму каде што ги црпат нивните инспирации. Албум кој што е издаден 2 години по нивниот Rock'n'Roll Baby, односно тоа беше претходното нивно остварување. Албум кој што е само издаден, односно излегува од лейбелот на кој што издава претходно и си го издадува албумот на своја рака, баш поради тоа што сакаат да звучат така како што звучат, сами по себе. А во продолжение слушаме и композицијата Darkness од Rage Against the Machine, заради тоа што сте безобразни, тешко ви е да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет ги слушаме Rage Against. Преслушуваме нивната дискографија во целост, со надеж дека кога ќе ги преслушаме ќе излеземе од овој кошмар наречен COVID пандемонија. Ја, доколку сакате да дознаете како се станува зависник од оксиконтон, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 61-то издание на емисијата ТВ 103, посветено на Dopesick, односно тоа е мини-серијал, американска драма, создадена од страна на Денис Стронг, односно тоа е човекот кој што стои зад ТВ сериите Empire и The Right Stuff. Dopesick е серија која што се базира на истоимената книга со поднаслов Dealers, Doctors and the Drug Company That Addicted America. Издадена non-fiction, значи, издадена за Бет Мейси. Серијалот е реализиран за Hulu. Ова може би е квалитативно најзастапениот стриминг гигант во оваа емисија, со оглед на тоа што речиси се што завршува на него подлегнува на анализа во емисијата, е селектирано од моја страна, бидејќи акцентот го ставаат врз квалитетот, а не врз квантитетот, и од анализата за The Premise, например,
немаат објавено друга драматична серија и наредната дури ќе им биде Пем енд Томи, односно серијата за Памела Андерсон и Томи Ли, која ќе биде објавена во февруари, ако не се лажам, наредната година. Така што и комедијата How I Met Your Mother е најавена во јануари, така што речиси еднаш во 2 месеци во просек објавуваат една серија на Hulu, слаби се и со анимираните серии, а од документарните во изминатите месеци ги објавија Wild Crime, The Curse of Von Dutch, односно Brand to Die For и City of Angels, City of Death. Така што доста ригидна е понудата на овој стример, кој уште не ми се верува дека постои на маргините на империјата на Дизни, кај што сите авангардни продукти кои се допрени од нивна страна завршуваат таму, вклучувајќи го нели и овој ова творба. Серијата брои 8 епизоди со време траење од 1 час по епизода, така што 8 сати ви се потребни да изгледате во целост. Започна да се емитува на 13 октомври 2021 со тоа што ни дадоа една првична доза од 3 сати за да се навлечеме на серијата и потоа недела за недела беа објавени останатите 5 епизоди во рок нели од месеци нешто, што се коси со мојата дводневна binge-watcherска методологија на преполување на сериите и гледање во рок од 2 дена по 4 сата. Па затоа ја збирав на еден куп пред да почнам да ја гледам и во моментот кога заврши серијата одвои време за викендот за да ја изгледам во целост. Тоа е мојата методологија, може би некој му одговара недела за недела да биде во текст со овие ликови, меѓутоа јас сакам да има да остават посилен импакт, односно да остават посилен удел врз мојот живот во што е можно пократок временски период, за да ми се свежи во сеќавање да можам да ви ги споделам моите впечатоци. Во серијата станува збор за зависноста која што се развива од употребата на опијатот оксиконтон, прикажувајќи ја неговата маркетиншка стратегија во одборот на Перду Фарма, односно корпорацијата која го произведува, преку последиците кои ги предизвикува во рурална Вирџинија, односно во едно рударско градче, кај што чести се нели повредите на рударите, кои штом ги санираат нивните повреди, стануваат зависници на опијатот, кој се рекламира дека наводно само 1% од неговите корисници станали зависници при манипулативниот приказ на медикаментот нели во јавноста. Се форсираат тематичните доктори да го препишуваат и ги уценуваат пред се аптеките да го држат на рафтовите, нели се подкрепене од FDA да го регулира по брза постапка и боиштето за заштитата на невиниот и прелажан корисник се води токму во судниците, кај што екипа на адвокати се обидува да создаде случај кој ќе го презентира пред правобранителот за да може да биде тужена Перду Фарма за криминогеното нели однесување, што воопшто не е лесна задача со оглед на тоа што тие си имаат погрижено дупките во законот да се доволно големи за да може да се протнат низ нив и да ја задоволат нивната алчност. На 17 јуни 2020 година беше најавено дека ќе се адаптира книгата и поранешната Fox телевизија, односно ТВ продукција се ангажираше за тие цели, започнувајќи со снимање на во декември минатата година во Ричмонд, Вирџинија, завршувајќи со снимање до мај оваа година. Значи, првата половина на оваа година беше реализирано снимањето. First Battle, Breakthrough Pain, The Fifth Vital Sign, Pseudo Addiction, The Whistleblower, Hammer the Abusers, Black Box Warning и The People vs. Perdu Pharma се насловите на епизодите кои што конкретно се насочени за проблемите кои што се разработуваат во нив. Иако серијата детално го прикажува навлекувањето на оксиконтон и трансформирањето на здрави луѓе во робови на зависноста, кои што уништуваат фамилии, упропастуваат сопствени животи, само за да
станат милионерите милиардери од Перду Фарма, без разлика на последиците кои што се случуваат таму некаде надвор од нивната кула од слонова коска, каде што тие континуирано се збогатуваат на маката на народот, иако нели во очите на јавноста ова е еден од тие лекови кои што треба да ја отстрани болката која што ја чувствуваат и да, ја има таа функција, меѓутоа нус продуктите кои што ги предизвикуваат дефинитивно не се исплаќаат да се преземат со оглед на тоа што многу е тешко одвикнувањето од зависноста, така што ќе може да забележиме буквално со секој втор човек кој што го има земен овој лек, дури голем број на лековите се изложуваат на него заради тоа што ќе заглават во некакви си состојби каде што ќе им биде нанесена болка, дали од сообраќајка, дали од несреќа која што се случува на работно место, и сакале или не уште од самите болници ќе им биде наметната употребата на оксиконтон, па кој се спаси, тој ќе зборува, односно ако преживее без да стане постојано, да се развие таа постојана зависност. Опасно е појавувањето на серијата во овој период, затоа што неуките луѓе немаат доверба во фармацевтските компании кои се ставени пред свршен чин да произведат ефективна вакцина против COVID, па недовербата кон нив може да се поистовети и со злоделата кои што и прават од Перду Фарма. Разликата е во тоа што вакцината е бесплатна и не се продава на своја рака, како не баре крек кој се продава на улица, како што таков е случајот со оксиконтон, така што тука паралелите воопшто не смеат да се повлечат и доколку не сте внимателни може комплетно да ја промашите целта на серијата и да ги проектирате вашите стравови на многу погрешно место и да мешате баби и жаби. Односно тоа е олимписка дисциплина во која македонците се долговечни добитници на златни медали. Ова е серија за зависноста од оксиконтон. Конкретната дрога, односно конкретниот лек, се извинувам, и свесните одлуки кои ги носат раководните од Перду Фарма, кои знаат дека ќе создадат нација на зомбија, од која ќе капитализираат и ќе сметаат дека се законски недопирливи при изведбата на тој чин, ама ќе потценат способноста на луѓето да се организираат и да покажат истрајност во докажувањето на правдата на виделина, што ќе банкротира фирмата денес, иако милиардерите имаат јахти и вили кои што ги заработиле од зависниот народ, кој секојаш ја плаќа двојно ја плаќа цената на неговата сиромаштија. Така што нема многу да бидат заплашени богаташите и никој нема да може да им го одземе имотот кој што го имаат на овој условно кажано неетички и неморален начин кој што ги имаат заработено парите на маката на повредените и болните. Меѓутоа таа е суровата реалност во која што живееме, а серијата е рефлексија, односно пресликување на истата во фикцион форма. Допсик е стадиум во кој се наоѓате доколку сте болни од тоа што сте зависни од самиот лек, само нова доза може да ве спаси од агонијата и подготвени сте да направите се само да го добиете својот фикс. Односно, допсик се карактеризира како еден термин кој што се однесува на бесконечната агонија во која што секој зависник пропаѓа со потреба да го добие новиот фикс кој што не му е овозможен во тој момент. Така што допсик е една наркоманска терминологија во САД која што многу лесно може да биде применета и е соодветно избрана во контекст на оксиконтон и неговата употреба, односно злоупотреба. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза. Во продолжение на емисијата ги слушаме Mother Iron Horse, доколку имаме доволно време ќе ги слушаме The Devil's Work, The Witches, Old Man Satan и Under the Blood Moon, односно Under the Blood Moon е насловот на нивното албумско остварување на овој бенд кој што ни доаѓа од Сан Рамон од Калифорнија.
станува збор за комбинаторика на хард рок, влијание кој се во допир со стонер рок провиненцијата, значи еден агресивен и моќен бенд кој што е под силни влијанија на стонер рок, односно на Uncle Acid, например, и бендови како нив, кои што се предводници можеби на стонер рок влијанијата, така што Mother Iron Horse е бенд кој што и тоа како треба да му посветите внимание доколку сте љубители на стонер рок музиката, така што од нив слушаме 4 прекрасни композиции и потоа се враќам во да ви говорам за ликовите кои што стануваат зависници и ликовите кои што се капитализираат од нивната зависност во серијата Dopesick. Уживајте. Вие слушате радио Канал 103, ова е 61-то издание на емисијата ТВ 103, посветено на ТВ серијата Dopesick, а во овој сегмент на емисијата ќе ви говорам за актерите, актерките, односно ликовите кои што ја предводат серијата. Еден од нив е и Майкл Китон, кој што го глуми доктор Семуел Феникс, односно доктор од Вирџинија, кој го запознаваме како пред се грижелив матичен доктор, кој што дури дома ги посетува своите пациенти само за да се осигура дека секојдневно ги пијат апчињата кои што им ги има препишано, ќе биде измамен од страна на Перду Фарма дека не е зависен оксиконтон и ќе започне да го препродава и да го препорачува пред се на рударите. По неговата сообраќајна несреќа дури и самиот се повредува и се навлекува и тој ќе се мачи до текот на серијата да се одвикне од зависноста кон лекот. Доста контрадикторен лик во постојана промена на неговата арка и затоа ми е еден од омилените од серијата за гледање, бидејќи го носи невидливиот товар на својот грб дека ја проширил употребата на пилолата со оглед на тоа што го препорачувал, односно без разлика на тоа што е измамен за неговото лековито и независно, односно независничко дејствие кое што го предизвикува, меѓутоа има една фина заоблување на парабола на неговиот лик и како го запознаваме како грижелив доктор и како завршува како еден зависник кој се мачи со помош на метадонско лечење да се оттргне од оксиконтон воопшто и потребата за нова доза, се поголема и поголема доза, која што во дадена ситуација и дури ќе замине надвор од секоја можна контрола. Покрај него, во серијата глуми одличниот Питер Сарсгард, кој што го глуми Рик Маунткесл, односно тоа е еден од двајцата адвокати од Вирџинија, кој што е во потера по доказен материјал против Перду Фарма, кој е непокорлив и станал религиозен и како едно зацементиран морален компас, е така да кажеме дека поседува овој лик, кој нема намера да се откаже од неговата потрага по случај и доказен материјал за да може да се спротистави на империјата која што ја има подигнато Майкл Штулбер, кој што го глуми Ричард Секлер, односно вообразениот милионер од Перду Фарма, кој очајно сака да биде шеф на фирмата и глава на фамилијата, да ги истурка старците од тие позиции, меѓутоа не е представителен доволно за да биде лице на фирмата и поставен пред луѓе, затоа што Макијавеловиот комплекс во комбинација со антисоцијалното однесување го прави политички неспособен за водење на фирмата и договарање пред се и литигација, односно како посредништво, поставување на посредништво помеѓу неа и евентуалните противници кои што им доаѓаат на пат. Неудобно им е едноставно на сите покрај него и тоа е воочливо и не е пред се човек кој што треба да биде лика и прилика на самата фирма. Тука го имаме Уил Полтер, додека сме кај фирмата, кој што глуми Били Катлер, односно млад и амбициозен менаџер на Перду, кој треба да
наметне употреба на оксиконтон во на пред се од страна на локалните доктори, заљубен е во Амбер, ама таа сака само да биде со богаташ и очигледно несреќен е и во љубовта, согледува дека компанијата ги злоупотребува пред се добрите луѓе, краде видеокасети од канцеларијата на неговиот шеф и е избркан од работа, но не сака да им помогне на адвокатите во градење на случајот против фирмата, иако нема подпишано NDA, односно молчи пред злото и еден од тие ликови кои што без разлика што го гледаат злото го одобруваат со нивниот молк, меѓутоа има своевидна грижа на совест да речеме и им ги ќе ги достави видеокасетите, се разбира анонимно до индиректно до самите адвокати за да им помогне во нивниот случај. Така што на крајот на денот има пак се некакво искупување без разлика на тоа што има повеќе штета направена отколку корист. Џон Хугенакер го глуми Ренди Рамсер, односно колегата адвокат на Рик, кој што му помага да изгради случај против Перду, кој што е болен од рак и ќе се доведе до ситуација да биде пресвршен на земање на постоперативен третман од оксиконтон, што свесно ќе одбие, земајќи помеки опијати, кои што нема да предизвикаат зависност, нема да ја излечат болката, меѓутоа ќе истрпи болката со цел да не стане еден од зависниците, со оглед на тоа што знае кои се последиците кои ги предизвикува оваа дрога. Условно кажано дрога. Кейтлин Девер ја глуми Беци Малом, односно рударка која што е геј, која се повредува на работа и станува зависничка од оксиконтон. Таткото и мајката се конзервативни и не го оправдуваат незиниот начин на живот. Имаат дури една интервенција која што е прават во нивниот дом. Со тоа што откако ќе ја напушти работата во рудникот, таа работи во бензинска, се дружи со дилери и на крај подава докторот рака, односно ликот кој што глуми Китон, но за жал тоа е предоцна да интервенира во незиниот живот, затоа што се навлекува таа на хероин, на трагична судбина насред оваа серија. Мер Уинингам ја глуми Даен Малом, односно таа е мајката на Беци, која се прави наудрена дека не слушнала дека незината ќерка е лесбека, која по епилогот кој се однесува на живот на Дарка на Беци, ќе стане активистка против фирмата, ќе се пробуди малтене. Тука го имаме и Реј Маккинон, кој што глуми Джери Малом, односно ортодоксниот татко на Беци, кој мисли дека со помош на религијата се лечи дури и зависноста и лесбејството. Клеопатра Колман ја имаме, која глуми Грейс Пел, односно девојка која што сака да се одсели од малото градче заедно со незината љубовничка Беци, меѓутоа нема да ја доживее таа судбина и ќе замине по друга животна патека. Секако имаме тука и прекрасната Росарио Досон, која што ја глуми Бриджет Мејер, односно станува шефица на DEA, која додека била на терен согледува дека оксиконтон уништува фамилии со оглед на тоа што ги наоѓа пилулите во помеѓу наркотиците од дилерите кои што ги уапсува, се обседнува всушност со градење на случај за да ја присили FDA да ја забрани продажбата и употребата. Од тој случај само го губи незиниот брак, но не се откажува од каузата и поради незината посветеност доаѓаме и до резултатите всушност во случајот против оксиконтон. Покрај неа ја имаме и Филипа Су, односно таа ја глуми Амбер, колешката на Били, која, иако не сака да признае, и се допаѓа Били, таа е ладнокрвна, условно кажано, Роспија, која добива можност да ја застапува фирмата во југот, која ќе се тргне од Били во моментот кога ќе го отпуштат, со оглед на тоа што е бездушна опортунистка, без грам совест, ќе го исплаче неколку секунди во автомобилот и ќе си замине по новите опортунистички цели кои што и ги предвидел животот, да ја представува фирмата како што знае и умее најдобро и да упропастува милиони животи со промовирањето на овој злокобен лек. И само да ја напоменеме Лајна Хестер, која што е глуми Елизабет Ен Маккулонг, тинеџерка која уште
што не ја добила својата прва менструација, веќе станала навлечена на оксиконтон, на која докторот ќе и помогне да се излечи со секојдневната метадонска терапија, која што ја зема од родното место и ја носи до оддалечениот град каде што е поставена првата клиника, со оглед на тоа што не е толку едноставно да се прошират клиники во секој град, туку мора секојдневно да патуваат зависниците за да може да имаат шанса да се спротистават на овој одвратен лек. Не верувам во повисока сила, туку верувам во хероин, е една од најсилните реплики која што ќе слушнеме во серијата, односно таа е реплика која што ја кажува Беци Малум, која веќе е станата зависничка од хероин, не само на оксиконтон. Како и еден вклучен миг за мене кога Росарио Досон гледа во огледалото и мисли дека има убедлив доказен материјал и ќе се израдува дека ги фатила измамниците и во од јавната шпица, односно за самата серија, да започнува да свири Sleep Now in the Fire на Rage Against the Machine. Така што музичкиот избор, односно самиот саундтрак, кој што е направен Мази Стар, кој што учествуваат и Rage Against the Machine, дури Offspring ги има, најчесто се тоа композиции кои допираат до некоја точка за употреба на пилули или зависности или лоши навики кои што ги имаат стекнато предизвикани од страна на научните корпорации, така што селекцијата на композициите допира до проблематиката која што се разработува во рамките на оваа серија. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза, во продолжение ги слушаме Доктор Смоук, со 3 композиции од нивниот нов студиски албум Dreamers and the Dead, односно ќе слушнеме Reborn into Darkness, These Horrid Things и ќе слушнеме насловната композиција која што се наоѓа на ова албумско остварување на бендот кој што ни доаѓа од Охајо, односно станува збор за комбинаторика помеѓу heavy metal, помеѓу hard rock и stoner rock, значи една влијание, се разбира и со окултната провениенција која што ја разработуваат во рамките на нивните текстови. Така што во продолжение на емисијата слушаме Доктор Смоук, а за самиот крај на емисијата ќе ви говорам за одредени специфики кои што ги има ТВ серијата Допсик. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 61-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, а за самиот крај на анализата на ТВ серијата Допсик, ќе ви напоменам неколку специфики кои што сметам дека се нејзини најсилни, односно најслаби страни. Именно, за жал, серијата, како и неколку други играни серии за кои што ви имам говорено, односно мелодрами, немаат најавна шпица. За жал, уште наш потенцирам, тоа е неискористен потенцијал според мене, со оглед на тоа што има бројни серии кои што овој простор од една минута го искористуваат за некаква си анимација или некаква си поигрување монтажно, се разбира, со одредени ликови и сцени од самата серија, со која што би бил збогатен визуелниот печат. За жал, оваа серија го нема тоа, иако имаат инспиративни промотивни плакати кои што може да си поиграат со нив во некаква си своевидна едноминутна најава. Меѓутоа, ете, него делат моето размислување продуцентите и соработниците со Hulu. Во поглед на режисерите, култниот режисер Бејли Левинсон ја почна серијата, односно тој го прави пилотот на оваа серија, покрај него по 2 епизоди режираат и Майкл Куеста, Патрисија Риген и Денис Стронг, односно продуцентот на серијата, со оглед на тоа што ова се всушност двочасовни филмови кои што тие ги реализираат, со оглед на тоа што по 1 сат трае една епизода. Музиката, која што ќе имате можност на крајот на емисијата да ја слушнете, ја работи композиторот Лорне Балфе, кој исто така оваа година ја работеше музиката на The Wheel of Time ТВ серијата, потоа Black Widow филмот ја работи неговата музика, е се филмот исто така The Tomorrow War и претходно и Outside the Wire, се извинувам, а претходно има работено и на Gemini Man, на Ad Astra има одредени композиции, придонесено исто така има соработувано на Ghost in the Shell, самиот скор, на Geostorm и на мал милион на други филмски адаптации, ете и American Hero да не заборавам да спомнам, односно тој влегува преку видеоигрите во и анимираните филмови во оваа
индустрија, со оглед на тоа што за самиот скор има интригантни композиции кои што ќе ги слушнете, каде си поигрува со амалгамот помеѓу жичаните инструменти и своевиден synthwave призвук, каде што се прави тоа очудување во контекст на зависноста која што е предизвикува лекот и наместо на визуелен план да се потенцира таа очуденост, тој ја постигнува со помош на мелодичниот призвук, кој дава една друга димензија на самата серија, која на визуелен план можеби не е доволно добро искористено во поглед на сценографијата, како што веќе напоменав, има една дистинкција помеѓу животот на богатите на Перду Фарма и животот на сиромашните во Вирџинија, така што се гледа и се потенцира тоа и на самата нивна костимографија и на самата сценографија каде што се работи серијата, со оглед на тоа што се два света кои што на прво гледање не би имале никаква допирна точка, освен тоа што големата корпорација се збогатува на грбот на жителите на малото градче и на нивната мака, односно на нивната болка, со тоа што има една јасна дистинкција помеѓу отмените пространства и бездушните канцеларии на фирмата на која го произведува овој условно кажано лек наспроти куќарките во кои што живеат жителите на Вирџинија. Во поглед на кинематографијата, Чеко Варезе ја работи, односно тоа е човекот за кој што ви говорев во ТВ серијата Тем. И тој е човекот кој што го сними It 2, односно продолженијата на серијалот, односно хорор серијалот It. Така што тој различен пристап на визуелно рамниште се должи и на тоа што има различни периодизации во кои што серијата оди напред и назад во тој хронотоп, така што во модерното доба нели мора да има поразличен пристап од тој што би го имал доколку се прави тој временски јас и скок, така што и на визуелен план ги воведува овие решенија, не само на монтажниот склоп кој што со оглед на прекршениот хронотоп, односно водењето на напред-назад во времето, мора да се даде некаква си јасна линија за кого точно станува збори, како тоа навраќање или исчекор напред во времето е значајно за задржување на континуитетот и јасната драматуршка нишка. Во поглед на надприродното нема елементи кои што се ставени во предвид, со оглед на тоа кои што се земени предвид, со оглед на тоа што е базирана на случај кој што се одвивал во реалноста и само е пресликување на истиот и немаме никакви си агенси кои што се психофизичка, односно надвор од домените на физиката, со поигрување со супстанците од хемијата, нели. Хуморот е во многу мала доза искористен, а за еротика дури и не ни станува збор во оваа серија, во која што нема значајни специјални или визуелни ефекти кои што се применуваат, со оглед на тоа што нели жанровски ова е мелодрама и овој подпис кој што се става во рамки на дигиталните мајстори или па на мајсторите на специјални ефекти немаат некоја си драстична и значајна примена во оваа серија. Има флешбек во употреба кога се навраќа назад, нели, со самата временска нишка која што се разглобува во рамките на серијата. Slow motion се употребува кога нели се начнува некакво си трансцендентирање од едно во друго постојање и навраќање во минатото има во контекст на дадени соништа, иако може да се поигра со халуцинациите кои што за жал ги нема до тој степен, се говори на англиски јазик, а во контекст на недостатоците, освен како што веќе напоменав, промашените можности кои што би ги имале, тие тешко ќе се најдат за оваа серија, нели за некого можеби ќе има премногу арки за следење и нишки во самиот тек на действието, значи ќе биде потешка за следење баш поради тие монтажни решенија за скокање напред и назад во времето. Меѓутоа како негативци дека се применети во некакви си ригајни форми како во суперхеројски филмови како што се прикажани стаклерите, односно стеклерс, семејството на богаташи од Перду Фарма кои се карикатуризирани повеќе отколку што тие може да се запрепастувачки прикажани, меѓутоа па на крајот на денот и така и
карикатура сами на себе се, нели, овие богаташи, ако ги земеме предвид, заради тоа што тоа се искомплексирани, фрустрирани битија кои што мислат дека го имаат парите, имаат моќта врз севкупното човештво, што воопшто не е така и нема да подлегне човештвото на нивната корупција. Поглед на континуитетот на епизодите, тој секако дека е задржан заради тоа што секоја епизода има мала или поголема победа во контекст на сите боишта кои што се водат против ова фирма која го произведува лекот Оксиконтон кој што ги раѓа зависностите помеѓу народот. Поглед на градењето на ликовите има неколку действија и шетање низ времето кои што даваат на дополнителна динамика на текот на серијата, по фокусот е на групацијата на ликови кои тоа како имаат простор за да ги запознаеме во ова 8 часовна серија, иако сметам дека детективите се малку поенигматично представени и не се навлегуваат длабоко во нивното постоење, воопшто во нивниот учинок кој што го имал во серијата, со оглед на тоа што не се навлегува подлабоко во елаборирање на зошто се толку коренити и зашто толку се посветени на разглобување на криминалот кој што го предизвикува големата фирма. Значи посветеноста тука можеби поголем акцент може да се стави. Доколку сакате да погледнете други дела кои што се врзани за оваа проблематика, секако дека тука го имате документарните Dopesick Nation и The Crime of the Century, односно тоа се дела кои што се врзани за и околу случајот за Оксиконтон и за Перду Фарма, доколку ве интересира да истражите малку повеќе на оваа проблематика за наметнување на користење на широка конзумација, односно на опијати кои што ги предизвикуваат овие штетни действија и создаваат една нација на условно кажано зомбија, а слични серии кои што можам да ви ги предложам се Hightown, Dr. Death, Mindhunter, ете може да ја земеме на Netflix, Recount, The Looming Tower, ајде и Euphoria, во која што исто така се разработуваат независностите, култната The Wire, Nurse Jackie, која допира до медицинските аспекти, потоа Наркос, која допира до сегментите посветени на дилањето, односно на дилерите и картелите кои што владеат со наркотиците, потоа The Connors и Justified, уште да ги напоменеме малку постари серии, меѓутоа допираат дали до доменот на богати корпорации кои што злоупотребуваат народ, дали до наметнување на наркотици на широк пазар или па едноставно борба во судници во контекст на злоупотреба на медицината. Поглед на атмосферата, нели, со оглед на тоа што станува збор за мелодрама, може да се потенцира само некакво си исчекување и навивање и поттикнување воопшто на гледачот да застане на страната на тие кои што се пркосат, кои што им пркосат на богатите корпорации. Гледливоста е загарантирана и постигната е убедливоста според мене. Во контекст на самиот епилог, кој што допира до случувањата во реалноста, се гледа што точно се каква е состојбата со Перду Фарма, односно како и покренатите тужби на секоја во сојузните држави против оваа корпорација, така што зачетокот на крајот на оваа хајка е ставен како епилог на самата серија, кој е соодветен за затворање на криминогеното действие на Перду Фарма и 9 од 10 е една преголема оценка која што ја давам на оваа серија, меѓутоа мислам дека максимумот е извлечен од овој случај со впрегнувањето на различните нишки на действието кои што меѓу себе се преплетуваат, се паралелизираат и се прави една голема слика за тоа како настанува оваа проблематика на заболување на здраво население со лек кој што треба да служи како оружје против болеста, а не за развивање на дополнителна зависност на неговите конзументи. Продолжение, со оглед на тоа што е лимитирана серија, се надевам дека нема да има, иако може да се продолжи во контекст на изјавите кои што ги има дадено продуцентот, со оглед на тоа што стана збор нели за настани кој што завршува 2007 година и се уште се продава лекот во дадени аптеки и има развој на настаните во поглед на самото семејство.
кои може би ќе му бидат инспиративни, не знам, на продуцентот или може би на Hulu да инвестираат во некаква си нова сезона, меѓутоа мислам дека многу е потешко за лимитирани серии да добијат свое продолжение, заради тоа што концептот на лимитираната серија или на минисеријалот е затворена приказна и влегување во неја и излегување од истата. Значи, ретко кога си земаат за право, освен Big Little Lies, може би таа е еден од малкуте исклучоци, на минисеријал кој што севкупната приказна побунила дополнителен интерес и желба всушност за продолжување на серијата, би бил изненаден доколку тоа се случи и со Dopesick, која што без разлика на својот квалитет, мислам дека убаво е затворена со оваа епизода во една своевидна панделка, ајде може така да кажеме, односно затворена е, концизна е и сметам дека се што треба има во оваа една сезона од серијата. Може би грешам, тоа ќе покаже иднината дали сум бил во право. Меѓутоа, за крајот на емисијата, како што ветев, го слушаме Лорне Балфе и композициите, дел од нив, кои што се значајни за самата серија, кои што може да ги наслушнете доколку веќе сте ја погледнале, а доколку не сте ја погледнале е една добра најава за звучниот габарит кој што го поседува Лорне и кој е значаен дел од збогатување на можеби поригидните визуелни решенија кои што ги има во себе серијата, меѓутоа е една компензација на визуелен план, на аудитивен план кој што го збогатува визуелниот приказ кој што би има оваа серија. Така што ова беше 61-то издание на емисијата ТВ103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализира погодностите и недостатоците на првата сезона на Dopesick. ТВ103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.